Почитувани, добро вечер. Добре дојавте во новото издание на емисијата Седмичен преглед за единствена Македонија, која се емитува секој вторник во 20 часот на ЕМА телевизија со мене Кристијан Јакимовски. Официјално од 11 декември започна се емитува програмата на националната телевизија ЕМА телевизија, медиум кој ќе биде од корист на македонската јавност. Следете не на нашиот YouTube канал и официјалната Facebook страна насловени како ЕМА телевизија. Председателот на единствена Македонија, Јанко Бачев, за емисијата Мој став на ЕМА телевизија отворено зборуваше на теми од исклучително значење за Македонија и македонците. Од начинот како е ограбена Македонија, срамниот прием на Македонија во Обединетите нации, срамните предавства во 2001 година во екот на воениот конфликт, антимакедонската територијална поделба, одземањето на важноста на договорите со Бугарија и Грција и изборите во Македонија. Се одбива понудата на Кока-кола со цел да може претходно Свето Јаневски да се ја приватизира. Беше дадена фактички без пари и според проценките Скопска пивара беше приватизирана за 4 милиони тогашни германски марки. И Свето Јаневски не ги извади тие пари од джеп, него ги плати од приходот што го стварува пивара. Од кога приватизира после од позиција на газди. Без вложен денар Свето Јаневски заработи фантастични 100 милиони евра пари од продажбата на пивара, која што фактички беше бесплатно земена. Приемот на Македонија се случи на 8 април 1993 година. Недела дена пред приемот Киро Глигоров се обрати на нацијата преку македонска телевизија на 31 март 1993 година и сега тоа сублимирано така во една реченица се сведува на тоа дека каже дека мора да влеземе во Обединетите нации без разлика со какво име, бидејќи Македонија ќе стане посигурна, побезбедна и економски посилна. Меѓутоа настаните подоцна покажаа дека не се оствари ниту една од овие работи што ги каже Киро Глигоров. Битката за Арачиново, како да ја кажеме што. Тогаш во прв момент загинаа тројца припадници на Министерството за внатрешни работи. До ден денеска се крие јавноста од нивните фамилии. Тие луѓе не загинаа од куршуми на терористичката учека, него загинаа од граната на нашата армија, бидејќи полицијата и војската не се ги знае координатите. Додека трае војната, веќе или втор момент, додека трае војната, Бранко Црменговски веќе ги има контакти со Али Ахмети. Во тоа преку неговите, како да кажам, историни играчи, покојниот Лазе Кетановски, Зоран Верушовски и овој сегашниот Миле Зечевиќ. Тие веќе контактираат со Острени и овој Тала Џефери сега што е председател на собранието, дали во тоа време беше на спортивната страна. Они веќе ги имаат контактите во стан на Министерството за одбрана, на контраразнавачкиот центар на Министерството за одбрана на Македонија во Гостивар. Значи они се состануваат, а на теренот се води војна. Референдумот во 2004 година беше за територијалната поделба. И тој референдум СДСМ со страф, со закани, со уцени успеа да го направи неуспешен. Се сеќавате Радмила Шекеринска во тоа време го повикуваше народот да не излегува на гласење и со таа легендарна реченица некои прашања не заслужуваат одговор. И тога се направи таа катастрофална поделба во Македонија, што во Западна Македонија фактички сите општини станаа доминантно албански. Што се однесува околу изборниот настап, од ова место сега од тука се заветуваме дека колку народ даде до вербата, се заветуваме пред Господ, пред природата, пред Македонија, пред македонскиот народ дека ние со овие бандити ќе расчистиме. И не само со нив, него и со предавниците. И мора да си ја вратиме државата назад. Македонија, национална држава на македонскиот народ, со гарантирана положба на малцинството според меѓународното право. Значи сега со овие договори, како што кажав, со така наречениот Преспански договор се откажуваме со македонците во Егејска Македонија, а со овој договор со Бугарија се откажуваме и од македонците во Пиринска Македонија. Значи тој договор, тие договори од 47 година Тито Димитров, слободно може да се каже дека се договори од исклучително значење за Македонија, кои значат историска победа за македонците, а договорот Заев Борисов е катастрофален и означува историски пораз за Македонија и македонците, и затоа сега верувам дека една храбра власт во Македонија која дојде после изборите ќе знае на вистински начин да го апсолвира македонското прашање во Пиринска Македонија и ќе ја исправи таа 3-деценијска катастрофална надворешна политика што ја води Македонија. Единствена Македонија остро реагираше на подмолните валкани и лаги на Сдруженијето Цивил на чело со председателот Џабир Дерала, кој го допре дното со оцрнувањето на трагично загинатиот председател на Унија на ветерани на Единствена Македонија Панче Жежовски, представувајќи го како изнудувач, уценувач и припадник на партијата во која исто така членуваат осомничените за неговото убиство и убиството на младата Вања Ѓорчевска. Панче Жежовски е член на Единствена Македонија од 2015 година и никогаш не бил член на партијата Десна.
И второ, најстрашно е што Цивил губива Панче по втор пат, лепејќи му епитети како уценувач, джелат. Да се каже ова за Панче како исклучително чесен и енергичен човек со ведар дух и полн со оптимизам за еднината на Македонија е грев против Господ и природата. Очигледно е дека лепење епитети е од нечи интерес припадник на Сдруженијето Цивил. Добра вест за пензионерите. Председателите на Единствена Македонија и Сојузот на пензионери за достоинствен живот, Јанко Бачев и Драган Угриновски информираа јавноста за повратното писмо од Ала Џафери дека двата предлог закони поднесени од Единствена Македонија и Сојузот на пензионери за достоинствен живот на 14 ноември се доставени до сите 120 пратеници. Преходно познато е дека станува збор за предлог закон за изменување и дополнување на законот за пензиско и инвалидско осигурување и предлог закон за дополнување на законот за здравствено осигурување. Предлог законите кои што ги поднесе Единствена Македонија и Сојузот на пензионери за достоинствен живот се дадени на сите 120 пратеници. Да потсетам дека законите во основа се сведуваат на три барања. Прво, минималната пензија во државата да биде во висина на минималната плата. Второ, при усогласувањето на пензиите да се применува методологијата на линеарно зголемување и по три, пензионерите да бидат ослободени од лични трошоци за лекување и за набавка на лекови или попозната во јавноста така наречената партиципација. Единствена Македонија и Сојузот на пензионери за достоинствен живот го направија долго очекуваниот чекор. Ги искористивме сите наши можности според Уставот, поточно членот 71 став 3 и членот 133 став 2 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Значи дотока се наши надлежности, ние може само да поднесеме иницијатива. Сега се наред пратениците, тие согласно Уставот се предлагачи и секој од 120 пратеници може да го стави законот на дневен ред. Затоа сега очекуваме пратениците да бидат на висината на задачите. И уште е побитно, уште еден момент, ние не поднесовме само обична иницијатива, туку се потрудивме, нашата правна служба направи комплетен законски текст, значи стручните служби во Собранието не треба да се мачат, не треба да пишуваат закони, значи во прилог на нашата иницијатива се дадени комплетни законски текстови на законот за пензиско и инвалидско осигурување и законот за здравствено осигурување, така што само треба законите да се стават на дневен ред. Програмата ја завршуваме со убав настан. Промовирана беше новата насловена книга Договорите со Бугарија од 2017 и 1947 година и планот за обединување на Пиринска Македонија со Народна Република Македонија на професор доктор Јанко Бачев, во која на еден сеопфатен, аналитички и научно издржан пристап се обработени договорите со Бугарија од 2017 и 1947 година од аспект на нивно значење за Македонија, македонскиот народ и македонците во Пиринска Македонија. Книгата за прв пат ги става на увид на јавноста договорите со Бугарија, вклучително и така наречените Бледски спогодби Тито Димитров од 1947, со понудената аргументација, анализата и споредбата на договорите со Бугарија од 2017 и 1947, сосема основано се изведува заклучокот дека договорите од 1947 година Тито Димитров представуваат големо национално достигнување и историска победа за Македонија, македонскиот народ и македонците во Пиринска Македонија. И договорот од 2017 Заев Борисов представува национално предавство и историски пораз за Македонија, македонскиот народ и македонците во Пиринска Македонија. Исто така книгата е патоказ за некоја идна власт во републиката со потребата договорите од 1947 да станат преговарачка позиција на Македонија во сегашните македонско-бугарски случувања, односно Македонија да се врати на позициите со договорите од 1947 ако е нешто има своја меѓународна правна основа, како и промената на македонскиот модел на преговори. Рецензенти и промотори на книгата се професор доктор Игор Јанев и професор доктор Јове Кекеновски, како и поранешниот македонски дипломат и колумнист Ристо Никовски. Почитувани гледачи, ова беше се во денешното издание на седмичниот преглед за Единствена Македонија. Имате пријатна вечер.